Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувана директорка на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, господја Софија Пејкова, почитуван генерален секретар на Црвениот крст, господин Саи Саити. Заеднички имавме можност да ја проследиме оваа показна вежба, која секоја година ја организираат ЦВР Скопје, Оделение за превенција и Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамки на кампањата за превенција од употреба на пиротехнички средства, во која фокусот се става на ризиците од употреба на петарди и пиротехника, со цел да се влие на подигањето на свесноста на граѓаните за опасностите што произлегуваат од неовластеното користење на пиротехнички средства. Оваа година кампањата е под мотото "Петарди не, безбедност пред се", а ја реализираме заеднички во партнерство со Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, за што упатувам благодарност до директорката на оваа клиника, доктор Софија Пејкова, и на сите лекари и полициски службеници кои што учествуваат во целиот овој проект. Заеднички тимови од Оделенијата за превенција на МВР и лекарите од клиника за пластична хирургија овој месец посетија над 50 средни училишта во Скопје, но и во градовите ширум државата, каде се реализирани повеќе од 200 презентации и превентивни активности, при што на над 6500 деца директно им е објаснато за последиците од користењето на петарди, како од медицински, така и од законски аспект. Петардите не се играчка и нивното користење е строго забрането. А празничното пукање со петарди може да биде исклучително опасно по животот и здравието, оставајќи екстремно тешки последици кои можат да го запечатат животот на младиот човек. Пораката од сите нас гласи: петардите се опасни, штетни и воопшто не се кул. Денеска со нас се и учениците од Средното медицинско училиште Панче Караѓозов и од Скопската гимназија Јосип Броз Тито, кои припаѓаат на возрастната категорија на граѓани кои оваа кампања и нашите пораки им се директно упатени и најмногу насочени. Уверен сум дека лекциите се научени, пораките разбрани и во иднина никој нема да биде повреден од користењето на петарди и пиротехнички средства. Особено имајќи го предвид глобалниот податок, дека секоја година над 150.000 лица остануваат инвалиди токму поради користењето на петарди, од кои дури 80% се деца. Искрено верувам дека овие превентивни активности кои секоја година ги правиме придонесува во текот на 2021 да имаме регистрирано само едно лице кое било повредено од употреба на пиротехнички средства, што тогаш важеше за најмала бројка, а уште повеќе радува фактот што во текот на 2022 немавме регистрирана повреда од употреба на пиротехнички средства. Почитувани присутни, Министерството за внатрешни работи во рамките на своите надлежности само минатата година има запленето околу 87.000 парчиња пиротехника, а оваа година, заклучно со ноември, имаше 22.000 парчиња. Само во последниве 10 дена се запленети 40.000 парчиња најразлични пиротехнички средства и таа бројка се зголемува од час во час секој ден. Овие активности на Министерството за внатрешни работи се континуирани со засилена динамика пред и околу празниците, имајќи го предвид сезонскиот предзнак на пиротехника, а се со цел да ја зголемиме свесноста кај младите, но и кај нивните родители, укажувајќи дека петардите не се играчка, туку опасни средства кои можат да нанесат ненадоместливи и трајни последици по здравието и животот и на младите и на околината. Ви благодарам.